Добра вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данса Макабре со своето 595-то палиндромско издание. И вечерот ќе говорам за една домашна манифестација која едва чекам да дојде ноември-декември за да може да ја посетам, затоа што е една од малкуте кои ми овозможува барем за момент да почувствувам дека сум граѓанин на светот, каде многу бројни музички делегати доаѓаат во Младинскиот културен центар за да ги споделат нивните искуства за подобрување на раководењето на музичката сцена, а при тоа млади артисти имаат можност да ги докажат своите свиречки способности пред многобројните представници од странските музички фестивали, букинг агенции, паблишери и најразлични други делегати кои доаѓаат на манифестацијата. Станува збор за 11-тото издание на Pin Music Conference and Showcase, за кој имав можност да присуствувам минатиот викенд и знам дека секој посетител си има негово видување на настанот, бидејќи секој си прави своја маршрута на кои бендови ќе им го даде своето внимание и ќе ги задоволат пред се неговите слушателски афинитети, така што моето видување може да биде диаметрално спротивно од нечие друго, бидејќи што и да сме одбрале да гледаме, па дури и да се истите бендови во прашање, ние сме луѓе со диверзитетни слушачки искуства кои од различен аспект приоѓаме на музиката, така што сметам дека би било интересно да се отвори дискусија на тема Pin музичка конференција и шоукейс, затоа што е пред се уникатен настан во нашата држава, на кој му нема рамен, и вечерва ќе ги споделам моите впечатоци за неговото значење и белег кој секоја година го остава овој значаен настан во домашната музичка сцена, кој благодарение на Логин и неговата неуморна екипа ни го приредуваат. На почетокот на емисијата имаме можност да ја слушнеме композицијата Цвет и збор, односно две творби кои се наоѓаат на изданијата Екипица и како синглка од страна на Pitchwise, а потоа ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Ми се гади, која исто така е објавена од страна на овој бенд, односно станува збор за бенд кој што настапуваше во рамките на оваа манифестација, и во текот на емисијата ќе слушаме токму тоа музика од сите артисти кои имав можност да ги погледнам и за кои ќе продискутирам за тоа кои се квалитетите кои ги поседуваат во нивниот концертен настап, така што уживајте во Pitchwise и следува една прилично интригантна епизода на Дансе Макабре. А Дансе Макабре е всушност емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шунтот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером им закажувам полноќен танц со смртта по 595 пат. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Во денешното издание на Данса Макабре ќе ви говорам за Pin музичката конференција и шоукейс, кој оваа година се одржа на 28, 29 и 30 ноември, го доживеа своето 11-то издание поред, во кое учествуваа над 50 на артисти и над 200 делегати кои беа присутни на оваа музичка конференција, која е концепирана да биде составена од панел дискусии, од работилници и концерти на млади артисти од најразличен музички жанр, за да се демонстрира пред се диверзитетот на креативниот потенцијал кој е застапен во светската музичка сцена, правејќи го барем за миг Скопје да биде составен дел од неа. Самата манифестација со збирањето на челници на индустријата и пред се артисти на едно место овозможува да добијат впечаток кој што свири и каде може да се пласира, така што ова е настан кој е одличен повод да се воспостави таа соработка помеѓу артистот и букинг агентите, кои доколку имаат слични сензибилитети може да дојде до некоја можна идна соработка, например. Од корпоративната страна доаѓаат светски менаџери, организатори на најзначајните фестивали во Европа, потоа музички агенти, експерти за извоз на музика, промоција и пред се развој на музичките кариери, така што не гледам никаква причина домашните артисти да не ја искористат можноста да ги направат овие контакти и да потегнат сериозен чекор напред во нивната кариера и пред се да отворат некоја врата која до тогаш, например, било невозможно да биде отворена за нив, да се постигне
само со праќање на мейлови, како што тоа до тогаш би го правеле. Тука не ми се јасни пред се бендовите кои не стапуваат во контакт со организацијата на таксерот, односно паспорт, кои го раководат ПИН, фестивалот кои се покровители пред се на настанот, да одбиваат да го понудат свој снимен аудиозапис и да им дадат до знаење дека постојат всушност. Ова особено го кажувам за метал бендовите кои се составен дел од оваа емисија, дали со нивната музика, дали со нивното гостување во неа, кои делумно живеат во илузијата дека некој светски агент баш нив ќе ги бара надвор од рамките на манифестацијата, затоа што досадени му се светските бендови од кои домашните ја крадат нивната музика и стил, па наместо тие да посегнат по агентите, сонуваат за еднорози и виножита, чекајќи агентите да ги повикаат нив на светска турнеја кои ќе им ја организираат тие, и бендот апсолутно за ништо не треба да се замара. Сега овој недораснат менталитет сметам дека мора да се промени и да почнат да стапуваат во контакт и да ги образуваат овие соработки. Сме установиле дека македончето е прилично малоумно и неписмено битие кое ги прифаќа здраво за готово бесплатните богатства кои за негова среќа некој добродушно решил да му ги понуди, па затоа се создава стадиум на обезвреднување, ако неуки одгледан из призмата на парите, за да даде оквалификација на нечија вредност, па затоа и голем дел од популацијата не е заинтересирана да троши време на бесплатни настани, затоа што нема тука простор за фалење на колегите кога ќе прават беззначајни разговори на пауза од работа, каде ништо не се работи, затоа што ако се работеше нешто барем во држава, немаше да бидеме незначајни за светот и ќе функционираше нешто барем кај нас, па затоа сметам дека кога ќе се случат проблесоците како што е ПИН конференцијата, и тоа како треба да се одвои слободно време, особено за оние љубители на музиката кои имаат поширок диапазон на музички вкус, кои се подготвени да излезат надвор од слушачката комфорт зона и да слушнат музика која можеби вообичаено не би завршила на нивната плейлиста, меѓутоа би одвоиле дел од своето внимание и би дале шанса тие артисти на дело да се докажат пред нив за време на шоукейсот од трите вечери на ова условно кажано шведска маса од музика. За среќа илјадниците посетители на настанот ја увидоа големината од случувањето, кои да го сведат како излегување за време на викенд, пак индиректно ќе дознаат и ќе дозволат да слушнат нова музика во нивниот живот, што е секако значаен прогрес надвор од тој статус кво, да речем. Јас го практикувам принципот да давам шанса барем на две песни од еден бенд, да им дадам можност да го задржам моето внимание и присуство на свирката. Ако не успее со нив, слушам почеток и на трета и доколку нема никаков прогрес кој би ме привлекол, ја напуштам свирката, може би е до нив, може би е до мене, неважно, немало никаква искра помеѓу нас и нема тука никаква загуба, може би ќе бидат најомилен бенд за некој друг слушател и нема потреба да му го заземам неговото место на концертот, кога можам на друг стејдж да си најдам нешто сонично посоодветно за моите слушателски потреби пред се. Така што оваа година гледав 23 концертни настапи на оваа манифестација, една промоција на книга и 6 трибини за кои ќе ви говорам. Денес манифестацијата започна четврток, 28.11. Уште еднаш ќе ја поминам, во никој случај немам намера да присуствувам на сите концерти и истиот принцип го делам и за панелите, односно бирам на што ќе го посветам вниманието во зависност кој наслов и содржина би ми биле најатрактивни, и од огромна помош ми се снимените панели од страна на организацијата, за да можам да погледам дел од случувањата кои ме интересираат и да ги исклучам тие што не го будат мојот интерес и не го задржува вниманието. Сега јас не сум љубител на трибини на кои што гостуваат четворица, петмина говорители и сосем модератор, бидејќи секој има простора по 5 минути, а со среќа да елаборираш некаков проблем, а не па да се изнајде решение на истиот. Наспроти нив има па некакви работилници со по еден говорител, што исто така има една друга естрема заземаат каде знаат да бидат досадни и репетитивни. Па мислам дека најидеалната средина која мене ми се допаѓа кога има на овие настани по двајца говорители кои ќе имаат време да отворат тема и да полемизираат и да не биде се во трчање на овие панели и колку да се каже, колку да се рече, можеби
ќе биде поинтересно за отворање на дискусија, како што на пример минатата година беше дискусијата за правата на песните употребени во серии и филмови кои на пример мене ме привлече, меѓутоа не мора да зборуваат 5 мина по 10 минути, може двајца по 25-30 минути да говорат и да дојдат повеќе до збор и да ја пренесат целта која имаат да ја кажат, така што ќе ви приложам по две панел дискусии кои ги издвоив и ги погледнав во рамките на секој од деновите, каде беа образложени проблемите кои се тековни во музичката индустрија пред се, а за првиот ден ќе издвојам The Longest Road From Rights to Money, односно предизвиците на збирање на колективните права, во која што учествува и Принц, и Борче Нечовски, и Војслав Стојановиќ, односно ова беше конференција која што се задржуваше повеќе на делувањето на ЗАМП, односно на обидот на ЗАМП за збирање на правата од изведувачите, посочувајќи дека музиката пред се не е бесплатна, има некој кој ја создава и треба тој да живее, односно ова е обид за воспоставување на систем кој би обезбедил профит на авторите од копирајт и од соседните права, односно neighboring rights, од интелектуалната работа, така што на оваа конференција Принц пред се потенцираше дека корупцијата цвета тука и опише еден приказ на како паралела со изгледот на несредените македонски села наспроти австриските села каде што има подреденост и се знае како кој каде и колку смее да гради, што представува некако видна убава аналогија за хаосот кој што доминира во оваа држава, односно ги посочија и проблемите со лиценцирањето кои што најчесто се раководени од страна од министерството, со оглед на тоа што имаме огромен број на министри кои се промениле во неколкуте години, каде доколку се направи некаков исчекор, се враќаме назад, се почнува секогаш од почеток. Наспроти нив тука се можеа да се слушнат и говорите, односно впечатоците од Германското независно здружение и нивното посочување на збирање на права од медиумите, од репродукцијата и од јавната изведба. Потоа исто така можевме да слушнеме ситуацијата на турските здруженија, каде што се посочуваше дека потребна е транспарентност, а не да има повеќе лихвари од нивна страна, кои земаат околу 1.000.000 евра по секоја од тие три ставки, со тоа што едукацијата се напоменува на овој панел дека треба да биде од исклучително значење заради тоа што се користи туѓ имот пред се за своји потреби и проблемот е посочен на земањето на правата од јавниот перформанс кој бил во дадена ситуација составен дел од законот, па изваден кај нас од самиот закон, па вратен повторно од него. Така што има еден обид да се направи притисок, тоа постојано се посочуваше на панелот, за сложност да се изрази на изведувачите, кои би направиле притисок преку медиумите и притисок за време на изборите, кога би се направиле некакви си значителни исчекорувања напред, ама вешти сме ние да најдеме дупки во законот кои ќе одговараат повеќе за индивидуата, а не за колективот, така што ова беше еден од тие панели каде се искажува фрустрациите и пред се проблемите со кои се соочува ЗАМП денес, за да може да ги обезбеди правата за своите музички, односно да ги обезбеди правата за музичарите кои создаваат и творат на оваа држава, кои се едни од тие панели каде милиметарски се поместуваат работите за одржување на овие права во нашата држава и се изнесуваат пред се фрустрациите од тоа. И се надевам дека можеби некоја од тие препораки кои ги дадоа за решенијата во Германија или во Турција би биле применети тука и пред се тој притисок преку јавноста и преку медиумите дека некогаш музичарите ќе решат да соработуваат наместо да си гледаат само за својот грб, заради тоа што ако нема соработка никој не добива ништо. Втората панел дискусија е Creating Culture Europe, односно прашањето дали проектите на Creative Europe даваат вредност на локалните заедници, односно локалните бизниси. Тука Александар Пабликрум беше составен дел од панелот, со
тоа што разговараше со организатори на фестивали и најразлични конвенции од Балканот. Присутен беше министерот за култура на Бугарија на овој панел и пред се разговараше за бизнис моделот во културата, односно процесот на кофинансирање од страна на владите, со тоа што беше напоменато дека, например, во Грција ретко кој добива средства ако работи модерна уметност, односно само некакви си архаични пристапи имаат и односно се реставрира само антиката таму. Неуспешни има бројни проекти кои што европски проекти од страна на народот на кој што му се пласира, заради тоа што има една дискрепанца меѓу тоа што и треба на заедницата и што треба Европа да ја понуди на неа, и затоа настанува тоа прекршување на целта која што ја има Европа да ја наметне врз самиот народ, не само да ги изврши незините стратегии. Така што во бугарскиот министер посочи за подигнувањето на бугарскиот зид помеѓу независните и условно кажано субвенционираните државни артисти од државата. Кај нас има само спој на артисти и фирми, како што тоа го напомена Александар Пабликрум, кој говори дека точно е дека пари има насекаде, меѓутоа соработка треба да има и меѓу едните и другите, и прашањето е дали ја има. Сега Бугарија истакната како еден од тие иницијатори на интернационални соработки, дознавме и неколку податоци за изолацијата малтене во Естонија и затоа што не се наоѓаме некако си значителен район и регион каде што има соработка со соседните држави, така што таа изолација се чувствува таму подалеку од самата Европа. Што се однесува на концертите кои имав можност да и погледнам, во четвртокот ги гледав Кем, односно нив ги фатив во последните пред се неколку композиции, затоа што имав работен состанок и не можев да стигнам порано, ама си имаат веќе тие своја публика и кога и да го гледам нивниот перформанс имаат верни слушатели кои скокаат на нивните песни и ги пеат на глас, што искрено ме радува, затоа што има една своевидна размена на енергија која секој млад бенд треба да ја почувствува и ја заслужува пред се. Потоа на Dancing Салата исто така ги гледав La Brigade du Kiff, француски ска хардкор панк бенд, додека ги слушав како настапува, секако дека неминовно ми беше паралелата со Mighty Bostoners или па Superhicks на локално ниво, ама воден од рифаджиските секвенции, моќната ритм секција. Непорекливо е дека во прашање е бенд со здрав темел од хардкор панк основа, кој за да се двои од останатите и стане мејнстрим, има облечено двајца трубачи со карирани пижами да ја распалат публиката, во што беа и тоа како успешни. Исто така во Dancing Салата ги слушав и фулу мизики. Тие се африкански, односно афрофутуризам со нагласен перкашен, не баре се излезени од некој си дистописки District 9, со тоа што гитаристот на тој белосветски отпад има најдено албум од Сантана и во тој миг решил да му биде идол и двигател во неговото музицирање, што е воочливо од неговиот стил на свирење, меѓутоа нагласен афробит можевме да уживаме во фулум мизики и Pitchwise настапија на главната бина, кој Растор Систем се разбира дека направи бендот, кој ми гостуваше во емисијата кога разговаравме за нивниот албум Екипица, еден од позначајните музички проблесоци на домашната сцена, составени од искусни и врвни музичари, кои покрај тоа што Пепи и Ади беа во сад, има своја достојна замена, која непоштено ги испираше нивните громогласни композиции, засилено од саксофон, виолина, диџеј Гоци се разбира дека беше тука, разорниот джигер на тапани, се заврши работата. Мартин Џорлев беше на бас, правејќи еден од ретките мигови да се комплетира кога двајцата браќа Џорлеви ги воочуваме во ист бенд, со тоа што Наско уништи на вокали и успешно ја владееше публиката, која правеше и Circle Pit, Moshing имаше, Wall of Death на крај се разбира, така што квалитетно се истрошивме на нив и избегнав како што треба, сите се викавме, изнесовме сите наши потреби што имаме да ги кажеме на нивниот настап, се
удира шиткачите на сите страни, се креваат тие кои што ќе паднаа. Едноставно, сите беа насмеани, сите уживаа во овој нивен перформанс, а последниот бенд на Dancing Salata кој што настапија беа Хелем Нейсе, еден босански буџет дубиоза колектив кој ми стана неслушив токму поради вокалите, затоа што освен локалниот нагласок и бит не понудија ништо впечатливо, меѓутоа кој би можел после Пичовец да настапува. Така што овие вокали сметав дека го девалвираа квалитетот на инструменталното музицирање на останатите и мислам дека ајде да ги напоменам Култур Шок на по уникатен начин овие хибриди ги имаат правено децении наназад, така што избеледените епигони не ми го задржуваат мене лично вниманието. Од настапите во Фрусина ги гледав само Лафазани од Косово, уште еден бенд кој ете не се за мене, не ми се допадна вокалот и не ми беше кој знае колку инвентивно семплувањето на музиката на која си танцува, така што не е некоја голема артистичка вредност од слушнатото и во Фрусина се случува како тече самиот настан на околу 10, 11, 12 часот, да нема место да се влезе внатре заради тоа што е преполна салата, така што Бовкар Траоре и Тромете и Татумеита, се извинувам, не се ни обидов да ги погледнам, меѓутоа се упатив во МКЦ клуб сцената, каде за жал ќе беше убаво да ги, ќе беше убаво да ги гледам Антарктик, но со оглед на тоа што не можев да присуствувам толку рано на манифестацијата, го утнав сајд проектот на членот на Петрол, кој што суми тоа како голем љубител, а потоа имав можност да ги погледам Каке, бугарскиот бенд, кои беа едни од неколкуте бендови кои настапија во Бањарки, од кои Тапанарод со неговиот Флейва Флейв гонг на него не беше ништо поневпечатлив од останатите двајца фронтмени на бендот, кои на најдобар можен начин ја завојува публиката и не може да се занемари последната композиција која ја отсвирија, таа љубовна епопеја за Сузе и незините црни коси, каде вокалот си ја кажа својата мака, инкорпорирајќи фолк мелос во модерната творба која беше бескрајна. Моја проекција е така, пожртвувано пее вокал само за некоја што му го згмечила срцето и да не е така, одбивам да го прифатам спротивното, ќе ја митологизирам песната и тоа малку што го разбрав од текстот. Меѓутоа прекрасен и крајно невообичаен настап. Направив една пауза за време на останатите бендови, за да земам здив и да го во овој момент да опознавам мојот пријател кој во Чекор ја пратеше мојата маршрута, чие присуство го направи гледачкото искуство да биде дотолку подобро. За жар не можев да присуствувам на Kitchen Disco, настапот во МКЦ, тоалетот на диџејот, само на поминување го слушнав и на синема во Джебното кино настапија Сонас и Огнен Златанов, кој се поклопува со останатите настани. Значи, иако пристигнав со оправдано задоцнување, останав речисти до самиот крај и мислам дека Dancing Salata беше местото каде се случија најзначајните концерти за ова издание. А од бендовите кои ви говорев денес ќе слушнеме една композиција од Le Brigade du Kiff, потоа ќе слушнеме Каке со Дајми, Do You Respect Me и Јончо, ќе слушнеме Фулум Мизики со Мосала, која се наоѓа на нивното EP издание, така што слушаме музика од бендовите за кои имав можност да ги погледнам на почетокот на ПИН конференцијата и потоа ќе се вратам во да ви говорам за преостанатите 2 дена од овој прекрасен настан. Вториот ден од музичката манифестација ПИН, односно петок 29 ноември, ќе го издвојам со двете панел дискусии, односно првата е I Wanna Live in a Music Festival, says No One Anymore, беше насловот на ова конференција, односно за панел дискусија за предизвиците во новата ера кои што подлегнуваат пред се музичките фестивали. Мартин Жорлев кај нас беше панелистот, односно учествува покрај него во оваа панел дискусија човек кој работи на Гластонбери, бројни други конвенции и фестивали, потоа еден промотер на
фестивали на кои што настапувале Judas Priest и Papa Roach во Словачка, говореа за организирањето на фестивалите и проблемите со кои се соочуваат, односно зголемената цена на пред инфраструктурата на организирањето на фестивалите, последиците кои ги имаше од после COVID пандемијата, се посочи на еден интригантен начин дека младите во Германија не одат во клабинг, туку одат во вежбалници, од теретани, што е еден феномен кој секаде очигледно во светот се повторува, најверојатно благодарение на сите тие видеа кои се доминантни на социјалните мрежи и целиот тој FOMO од грижа за себе си, од еден аспект и за своето тело, меѓутоа не и за својот мозок. Потоа тука е зголемената продажба во пост пандемијата во Естонија, например, како што се напомена на карти. Меѓутоа, од друга страна па се посочи дека младите во Словачка тешко се пробиваат конкретно за бендовите на големите фестивали и сцени. Glastonbury веќе знаеме дека е еден од најзначајните музички фестивали кои се распродава за 10 минути, меѓутоа нема млади кои може да си дозволат да ја платат тие карти. Со оглед на тоа што не се само за тие билети, не станува збор само за Британија, туку се посочи дека има околу 4000 до 5000 музички фестивали во Британија. Голем дел умираат, голем дел се раѓаат повторно, меѓутоа посочи дека откако Live Nation влезе корпоративно на ова поле, не се пробиваат толку многу само иницијативните grassroots организации, со тоа што се затвораат голем број на барови. Кај нас цената е поголема затоа што баш поради тоа и не одат толку многу млади на фестивалите. Скапа е храната и пијалоците на овие фестивали во споредба со пазарите од соседните држави за бирање на артисти и за нивната цена, затоа што, например, мал пазарот за да се најде дојде до некаква реклама или па се обвинува дека нема доволна реклама за некаков настан, или па се обвинува букинг агентот дека е виновен за неуспесите на фестивалите. Мартин говореше за турнејата до Showcase фестивалот кој што го работеа Lufthansa, односно каде што настапија Lufthansa, односно работењето на градењето на турнеја за да се стигне до некоја манифестација на која се повикани, и затоа свират на мали фестивали каде што има стекнато бројни фанови. Така што се посочи исто така дека Spotify ги краде малите бендови од кои што имаат само профит големите, а во Германија има страф од растот на десницата која одлучува каде ќе се трошат средствата на државно ниво, со оглед на тоа што Германија живее од туризам, како што беше посочено, а не од собствената индустрија. Така што имаше различни погледи на тоа кои се тие проблеми со кои се соочуваат фестивалите, и вториот панел кој ќе го издаваме Get Your Shit Together, каде што Маркус Линде, коосновачот на European Sync, и го разговараше за функционирањето на сродните уметнички гранки, каде што музиката може да го најде нејзиното место, односно нивната работа пред се фокусира на премостување на јазот во знаењето пред се и едукацијата помеѓу музиката и аудиовизуелните сектори, односно музиката, филмот, телевизијата, рекламите, видеоигрите, за да се подобрат пред се регионалните пред се погледи во контекст на соработката на овие синхронизирани предели на уметничките творби, односно модераторот е обезбедувач на права и тука работи проектот маркетинг од разни индустрии, каде што пострано има запознавање помеѓу нив. Емил Хаджи Панзов од Filter лейбл од Македонија беше представник на ова панел дискусија, каде што говореше за постоењето на гранките, уметничките гранки кои екзистираат во Меури, дали тоа е засемната музичка, засемна филмска индустрија, рекламни компании кои не поседуваат музички советник, и пак се повтори потребата од едукацијата за правата, кога ќе дојде јајцето на газот, бараат композиции корпорациите, ако се работи за ставање на некаква си реклама, и се обидуваат да ги заобиколат во дадена ситуација самите права.
Словеничкиот музички информативен центар беше застапен од Манка Огрин, која што говореше за подучувањето на студентите кои студираат на факултетот за музичка уметност и на Филмската академија за нивна можна соработка, односно истакнувањето на дискурсот за возможноста артистите да дознаат дека има каде да се искористи нивната музика и да стапат во контакт со тие компании, ама мора да се пред се регистрирани музичарите за да може да се искористи нивната музика и да знаат пред се каде се наоѓаат правата за да бидат лицензирани. Не може туку така да се земе некоја композиција ако не се знае чиј е авторот и никаде нема податоци за тоа. Ама ако само за себе работи и Зампи и ММИ кај нас, наместо артистите, наместо да работат за артистите, сите би губеле, ама кај нас нема успешен издавач како што посочува Панзов, ама артистите си се само издавачи и си ги имаат сите права и проценти од заработката и ја посочи една ситуација каде што беше прикажана рекламата за лиценцирана музика за Саудиска Арабија за Nike, што сведочеше за доближување, докажување пред се дека не бива, па штом ќе се демонстрира таа доверба, може да се исплати таа соработка понатаму во иднина, без разлика на колку може да бидат побарувачки, изискувачки тие ситуации во кои после момент се ангажираат овие артисти. Панел за филмски фестивал во Порторош беше посочено на оваа дискусија, односно тоа е добар начин за спој на двете гранки, односно присуство на музичарите на овој фестивал и односно спој на тие два меури, како што веќе се посочи, наспроти ароганцијата на италијанската маркетиншка манифестација, каде не ги не интересирало да зборуваат на англиски тоа што им се говорело, каде што музичарите биле непожелни, малтене. Се организираат сесии за средби на филмаджи и музичари кои би имале обострани придобивки, би имале овие соработки. Од поглед на концертните настапи, во Дансинг салата настапија за Наду. Пробав да ги слушам, македонски артисти се тоа, трет пат мислам дека ги гледам во живо и никако да ги засакам, без разлика на белите кошули и црвените патики, многу ми се невпечатливи и генерички за мој вкус, некаков си најбезбеден рокерски, не рок-н-рол бенд. Мислам дека нема многу автентичност во нивниот музички израз, барем за мој вкус во овие настапи во живо што ги забележувам, затоа што бенд што не презема ризици ми е по-невпечатлив во тој што, например, ги презема ризиците и греши, ги крши шаблоните и формулите на кои што многу лесно се навикнува. Во Дансинг салата настапи Лука Рајќ, диетален поп од сличен на тоа што се создавало тука во 2000-тите, со еден преценет вокал, кој исто така не е за мој вкус. Секако дека има девојчиња кои сечат вени на него, за нив пее, не за мене, така што оваа вечер сватив дека Дансинг салата вечерва нема да ми биде по мој мерак, но тоа нема да значи дека нема да биде насочено моето внимание на некоја останатите 5 бини, така што публиката си уживаше во настапот на Лука и убаво беше тоа. За нив по него настапија и Фулу, француски бенд, уште еден маскиран бенд, ска бенд, кој исто така некако мора да се двои од останатите француски артисти, кој многу лесно ќе беше опишан како модерен брас бенд и јасно ќе ни беше на сите зашто стана збор, но прашање игрива музика за шизење и секако дека на собраната публика ја придвижува со нивните примитивни ритмови. После тоа настапија Хајка, претходно ги имам гледано, меѓутоа немав намера да присуствувам на Ида Престер која настапи на полноќ во Фросина. Го започнав денот гледајќи ги веја, хрватските поморски сишенти, малтене ирски фолк композиции, еден многу убав и милозвучен начин да се почне денот, па кога ја видов гајдата си реков дека ќе навлезат со фолк просерување на композициите, ама
како тоа што беше одработено од страна на обратната нивна верзија Хелем Нейсе, изгледа во нивна ситуација лажеше, односно одлично напев инструментариумот на нивната интерпретација на поморските локални композиции беа потребната доза на позитивни вибрации за започнување на ноќта, така што Веа има еден одличен настап. По нив настапи Колорифицио Марија, италијански прогери, условно кажано, опасни инструменталисти има во овој бенд, меѓутоа Марио со неговото неслушливо гласче и непотребно дајре, таз што и да беше тоа, покрај одличните тапани и перкашен кој што веќе си беше постоечки во овој бенд, беше најбескорисниот вишок кој ми го кршеше печатокот на секоја композиција, кој немам проблем да ги слушам во студио, меѓутоа во живо мислам дека треба да понуди многу повеќе од тоа што имавме можност да го погледнеме. За жал не избрав да одам во концертот во тоалетот, и да не ги гледам Frankie and the Deadbeats, и без разлика на тоа што сум линчовец, ама би ми издосадил монотониот country vibe кој што го имаат, и без тоа мислам дека добар избор направив што завршив на крајот во ВЦ. Клуб сцената во МКЦ, односно клуб ресторанот ги ја погледнав, односно The Allegorist, каде што забележав ехо и ефекти на вокалот на блекерските вресоци кои што беа поставени на еден амбиентален дрон, кој никако да дропне битот, иако сме навикнати од неја да слушнеме некаков си бит и да замине во агресивен индастријал, меѓутоа преобладуваше само сивило и тој вокал што не го забележувате на албумите е многу голем придонес по живо, меѓутоа сметав дека треба и да биде поагресивна во контекст на самата музика, која што беше составен делоносно со самиот бит. После Алегорист настапија стои после. Убава свирка за нивните љубители кои се прирадија, кои сепак мислам дека слушањето на нивниот материјал во Планетариум ми беше најдобар начин за нивно восприемање. Така што се солидни музичари кои ги мрцнуваат нозите, барем за кратко во психоделија, и Мартин има многу убави гитарски излети во овој бенд во кој што можев да уживам во живо, и секако врвта на самата вечер беше моето изненадување, врвот на вечерта беше Тойлет, односно бендот кој што настапи во ВЦ. Ако не и на фестивалот е овој врв според мене, каде во минатото сум присуствувал на свирки на панк бендови, каде келнери ми подавале шотови. Оваа година дојдоа скандинавци во тоалет, а скандинавците секогаш ми се славост затоа што си личиме еден на друг, ама и од друга страна истата музика со која јас сум растен, можам да ја слушам дека и тие ја слушале и ја свират, од Нирвана до Мед Хани, преку Игги Поп, до Кајас и Блек Сабат, до некаков си построкерски Пеликан. Секоја композиција им беше победа, растурија, дури имаше и краудсърф на домиволниците во ВЦ. Само да ви дадам до знаење, јас намерно не истражувам што свират бендовите, само читам некоја реченица од објавите кои најчесто се недетални и непрецизни, и дозволувам да биде изненадувањето дотолку попријатно ако ми се допадне бендот, како во овој случај што одлепувам на свирката во ВЦ, затоа што е интимно и уникатно и нема тука бегање. Се гледате секој во секого во очи, со самиот бенд и меѓу себе, и заедно ве води грувот. Исто така овој ден имаше и настапи во Галатија, имаше настап во Джемното кино и имаше Кичен Диско, со тоа што овој ден го фатив со ред, ама мора да си заминам околу 11 часот, да земам јас див и не сакам да ми го расипе впечатокот после настапот во ВЦ-то во МКЦ, кој што ни го приредија скандинавците, така што според мене уште еден успешен ден на пин манифестацијата, со тоа што ќе имаме можност да слушнеме композиции во продолжение од Колорифико Марио, ќе слушнеме Enjoy the Apocalypse која што ја свиреше исто така во Фросина, потоа ќе слушнеме една по-стара композиција од Legorist, односно Dark Forces, и ќе се разбира дека ќе слушнеме Toilet со Gender Bender и Home,
и бендовите кои има милозвучност во својот изразен оптек, односно творби, односно ќе слушнеме Орко Тич, која што беше свирена од Веја во Фросина, и часовникот Чука кон крајот од страна на Стој после. Потоа се враќам во етер да ви говорам за последниот ден на ПИН, манифестацијата, односно музичката конференција и шоукейс. Уживајте. Третиот и последен ден на манифестацијата ПИН, односно беше сабота на 30 ноември, кој го ќе избојам две панел дискусии, односно првата е Designing for Value, Fueling Art, Spreading Impact, односно Pankitos in Business, од страна на односно основачот на компанијата Le Silk Studio и Tasejan Co, односно Филип Тасески Фиц. Ова беше еден воркшоп со наменет за визуелен брендинг и бројните дејности кои што ги извршува Фиц со тие 1500 клиенти кои досега ги имал, говорејќи за работењето како дизајнер преку ден и музичар. Навечер со новиот почеток почнал да дизајнира на Corel и љубовта ја изнесува кон дизајнирањето на кавери на постојачки албуми, пред се вежбајќи се. При тоа и говорејќи дека омотот е двигател за него, за визуелната приказна која изразува пред се самиот бенд и го остава впечатокот по слушањето на албумот. Посочи дека има работено флаери за неговите бендови настапи, има постери за бендовите кои биле излепени из цело Скопје со негови плакати, од малите до огромните артисти за кои што работел, се разбира и со Пасворд, па работел дури и видео дизајн и веб дизајн, односно монтирал видео, посочувајќи потребата од неговата мантра за посветеност и планирање. Потоа работи како фриленс од 2013 и отвора компанијата Фабрика, со која сакал да има пред се мал тим со фокусиран на помалку проекти и се враќа на потребата од по камерни тимови, фокусирана работа, со тоа што отвора нови компании кои имаат свој манифест и тие 5 мина функционираат пред се како дисциплиниран бенд со доверба и партнерства пред се со клиентите и мора да посочи за дека е значајно за кој да е артист да има веб страница уште од првиот ден, да биде сработено како што треба и посочува дека нема да ти треба маркетинг ако си работиш работата на време и според принципите до кои што ти се додржуваш, односно посочи дека во неговата работа направи една аналогија со ако си најубавата девојка во просторијата, ќе доаѓаат момците кај тебе. Односно посочуваше дека има потребна е визија, скромност и работливост како составен дел од неговата мантра, дека окей да речеш не на некои проекти и дека хиерархијата функционира во рамките на овие фирми и посочи на како еден совет за да се бира во тоа што некого го бива во кој софтвер би работел, односно акцентирајќи ја потребата од автентичност и посочувајќи се за потребата да се понудат помалку услуги, наместо да се понудат десетина услуги на секоја фирма, давајќи вредност и при тоа заработувајќи со создаденото дело, односно работејќи за себе, посочи дека нема потреба од да се рмба од голема компанија доколку се работи на себе си. Ова се тие неколку мантри кои ги посочи на овој негов воркшоп, ама важно е да се запознае клиентот, да се дознае што сака тој од продуктот, да се понуди некаков мудборд за да се дојде до дизајнот и развојот на истиот и говореше на спојот на музиката и визуелното, како што е во случај работењето на омотите на бендовите, да е во самиот контекст на значењето кој го посочуваат нивните песни, така што тука е спомена Мајтир соработката која ја има реализирано, така што еден прилично инспиративен и дискурс каде што ги воочи пред се
панкерските модус операнди за самиот начин на работење на овие брендови и создавањето на дигиталниот печат кој што ги има оставено за себе, така што јас можам само да го потврдам работливоста и посветеноста на Фиц, со оглед на тоа што сум имал можност да соработувам со него и да излезе во пресред која било потребно, така што е еден од тие врвни професионалци за кои имам огромна почит и ми беше чест што беше составен дел од оваа емисија која гостуваше со неговиот бенд. Последната панел дискусија која ќе издвојам за оваа емисија е Silence is Golden, Давид и Голијат, односно на неја учествуваше Владица Младеновски, односно Грга од МКЦ и други мали букинг агенции кои дискутираа помеѓу себе затоа што големите не сакаат да се појават и да зборуваат. Тука каде дури имаше една представничка од Зигет, еден од огромните фестивали на Европа, кои говореа за откажувањето на бендови на нивните настапи, наоѓање на замена на фестивалите во последен момент. Грга говореше за атакарне и за проблемите на бендовите кои ги имаше во минато на настаните во граница, кои говореше за откажувањето на метал концерт организиран од Зиле, токму поради тие проблеми каде што некој ги нема потребните документи на граница и не ги пуштаат во државата, ама говорат дека може да се случи артист, например, да биде болен. Не мора секогаш да биде обвинет букинг агентот, со тоа што модераторот говореше за, например, една ситуација во која член од бенд кој под тонска проба заминал во самиот турбас и не се разбудил по неговата дремка, така што знаат да заглават и во таква ситуација организаторите на фестивалите. Во Германија, например, ако се откаже свирка која што мора да се плати просторот кој е букиран за организирање на свирката и нема помош тука, за големите бендови, например, и настапувањето на огромните простори има некакво осигурување, што е дискутабилно од друга страна колку па ќе биде исплатено, меѓутоа тоа се огромните ризици кои овие организатори ги преземаат на својот грб. За голем бенд мора да се чека на турнеја да одат, голем фестивал да ги договори, па да викнат во меѓувреме помали фестивали кои би ги покриле додека не дојде тој голем фестивал. Грга кажа дека МКЦ имаат добиено севкупно 3000 евра за цела година од страна на град Скопје, на што се изнесмеа останатите делегати, затоа што многу добро знаат колку е тоа навредлива сума за организирање сериозни проекти, па ако се на турнеја викаат помали артисти во МКЦ кои може да си ги дозволат со тој лимитиран буџет, сепак ние сме мал пазар, мала сцена, сме во светски рамки, а неатрактивни сме на свирење за големите бендови, со оглед на тоа што домашната публика не сака да се освести и да присуствува на овие концерти, затоа што музиката и воопшто уметноста не е ставена на ниту еден пиедестал на животите на македончето, што значи дека МКЦ не е заинтересиран за букирање на огромни бендови со уште поголеми рајдери, затоа што тоа е неизводливо со овие буџети кои ги поседуваат и треба тоа да се промени што е можно побрзо. Од Зигет организираат помали тури во соработка со неколку соседни организатори. За Љубљана, например, ако бенд стане славен и го застапуваат британски агенти, се посочи дека никогаш нема да ги повикаат, никогаш нема да добијат понуда, па некои не ни одговараат на неа ако е помала понудата од страна на бендовите, дури германците имаат проблем со британските агенти, како што веќе се посочи, со тоа што словенецот кој што учествуваше на дебатата каже дека му обезбедувал дури виза на еден од артистите на граница и говорат за overworking и кој како се справува со овие проблеми и стресот кој што ја иницира од ова нивна работа и покрај сите проблеми во организацијата, сепак концертот се согласија дека е причината зошто се исплаќа маката и жртвите кои ги прават за на крајот на денот да може да ги гледаат нивните омилени бендови на бина токму на манифестациите кои ги организираат. Еден игрив и еден прилично впечатлив панел беше ова за проследување и секако има можност да бидам присутен на промоцијата на монографијата за Горан Трајковски, односно книгата која што ја издаде Тошо Филиповски, на која што учествува панел, односно промоција на која што учествуваше Ристо Солунчев,
која отвори со една прекрасна девиза за борба против случајноста, создавајќи конкретно дело, како што тоа го прави Тошо во музичката сфера и како што јас го правам во филмската, обрнувајќи внимание на великаните кои живеат помеѓу нас денес, така што покрај неговата изложена религиозна екзегеза на крајот се обрати и Тошо со акцент на неговите писма и допишувања од 80-тите со Горан, човекот кој кога пристигнал Тошо од Кочани во Скопје го има срдечно воведено во сцената, на кој Готра се надополни со неудобноста да се издаде книга за него, кому скромноста не му дава да заземе примат, иако заслужил секој збор кој е напишан во неа, книга која содржи и мој есеј за тоа што представува неговото дело, илустрирано со фотографии од неговото гостување во Дансе Макабре, така што Дансе Макабре е дел од нуклеусот на домашната култура, колку и да сакаат да го игнорираат тој мој удел некои неуки индивидуи. Што се однесува на концертите кои имав можност да ја погледнам, од Dancing Salata настапија Haze and I, бугарско-фински бенд, сродни со британскиот мелодичен инди-рок естетски порив, колку и да беа блиску или до овие артисти, може би до Касабијанот и до сета таа сцена не би можел да ги издвојам, доколку некој би ми ги пуштил нивна композиција во купче на слични артисти, без да ги погледнам, се разбира, така што иако си беше прописно одсвирено, нивното дело премногу тивка ми е таа нивна тиха меланхолија која би ја слушал дома, ама не ми дојде до израз во живо. Потоа после нив настапија Tramhaus, холандски постпанк со агресивен вокал кој до израз доаѓа токму во перформансот во живо, така што сосема заслужено место на големата бина да ја загреат публиката за тоа што следуваше, а следуваа Последен удар. Гости од оваа емисија кои веќе знаете што да очекувате од нивниот настап, кој вклучува навивачки ој-панк композиции со рефрени извикани со еден глас, кои повикуваа сплотување на публиката да ги пее заедно со нив. Беше запалена пакла уште на првата песна, така што не се губеше време да се разгори атмосферата. Ако се земе предвид дека се кратки сетовите, така што химничноста ја поседуваат и во 20 мај беше преполн, така што имаше убава енергија на панк свирката, иако јас би сакал да преземам малку по-големи ризици на звучно рамниште и да ја скршат формулата на која се навикнати да работат за да не станат еднозвучни. После тоа настапија Аваланчка и тој Ники Белучи диџејката на оваа бина, меѓутоа се претходно во Фросино имав можност да ги гледам одличните Сиото Джез, милозвучен рок-н-рол бенд со два женски вокали, предводени од фронтвоменот Анастасија Трајковска. Прекрасни сола имаше на саксофон Илија Волчевски, кои се тивки и посредни кога се прави некаква аналогија можеби со Нора Джонс, а кога се дисторзираат се поблиски до Cardigans, Cranberries и до алтернативната рок-н-рол сцена од 90-тите со која јас лично сум растен, така што многу ме радува што бендот имаше можност да се представи на најдобро светло, со оглед на тоа што претходно се знам со Анастасија, која заедно имаме работено на Браќа Манаки и ги слушав во Битола како настапи со овој бенд, така што нивната милозвучна рок-н-рол доктрина ме потсети на времето кога на пример на MTV имаше бендови, а не сето тоа што денес се емитува. Така што беше супер почеток на ноќта со Сиото Джез и потоа не смее да се заборави најзначајната бина, односно клуб-ресторанот на МКЦ, каде што најдобриот стејдж на вечерта, каде настапија Кокиче, прекрасна когнитивна звучна дисонанца од Македонија, построг, прогарски неправилности, изразита па народ Дарио, кој демонстрираше дека е човечка атомска бомба, како флуидно водеше ритам секција заедно со Раде на бас, кој завршија со психоделичната фаза на Флойд, бенд кој едва чекам нешто да снимат па да можам и да уживам во нивниот незауздан здив звук дома, кој се надевам дека тој ропот ќе биде доловен и на студиските снимки. И после нив настапија Франек Варзива, Франек Варзива и Млоди Буда. Секоја година на Пин се бараат трикстерите, односно ако во претходните изданија тоа беа Мамбо Курт или па Скиер Јети, тоа се артистите по кои што ќе ги паметам минатите изданија. Оваа година ќе бидат двајцата пољаци кои почнаа со семпл од Качи се моме на коња, пеа за компири, копање компири, патлижани, печурки, расипани компјутери,
Гитаристот на неговата розева флуоресцентна гитара ги свиреше најдобрите гитарски сола кои ги слушнав на Пин. Вокалот панкерски урлаше и скримаше. На крај се симна во шутката. Посочи дека биле на пазарче и фрлаа со прас во публика. И сите ние денсавме и шизевме на нивната музика. И Пин всушност постои за вакви артисти кои даваат 103% од себе си, кои искрено сакам да успеат на музичката сцена и да демонстрираат што точно поседуваат во неа и да добијат сите успеси кои што ги заслужуваат, затоа што не се сваќаат сериозно, меѓутоа тоа несваќање сериозно на најдобар можен начин го свират. А после нив настапи една од македонските гордости кои што ги имаме на джез сцената, односно Светлост, за која што во минатата епизода на Дансе Макабре говорев за нивното последно студиско издание, од кое имав можност да уживам во неколку композиции кои беа освирени во живо, еден прекрасен перформанс кој Светлост на најдобар можен начин демонстрира дека може да биде Скопје Њујорк само преку музичките бранови кои тие може да ги шират, и ме радува што веќе од наредниот ден им започна европската турнеја, каде ќе може овај прекрасен дум джез да го прошират низ рамките на Балканот и да уживаат и пошироко и да уживаат пред се европските љубители на нивниот моќен джез израз, каде демонстрира една бравура, едно веќе владење на материјата, каде Нино брефташе со неговиот саксофон, каде Дени најде некаков начин да семплува врисоци кои беа како едно прекрасно интро во една творба, меѓутоа заедно со Кико имаат безгрешна ритам секција која е доволно нагласена за да биде ова Power Trio една. Уште еднаш ќе посочам гордост на македонската джез сцена која ужива во секоја секунда од нивниот настап. После нив настапија Берлин Менсон од Словачка, постпанк артисти кои пеат на словачки, кои ја прелеа чашата искрено кај мене на толеранција на еднолични монотони ритам секции и неинвентивни гитарски лидови и преценети вокали, така што уморот си го направи своето кај мене и од 19 часот не бев седнат, така што 4-5 сати поминати на нозе почнаа да си го бараат својот одмор. Немам 18 години да можам цела ноќ да се журкам, па ни на 18 не сум го правил тоа до крај, така што сосема доволно беше посветување на моје внимание на овој фестивал, да ги слушам само нив првиот ден и тоа како ќе се издвоја со енергичниот настап. И признавам дека до мој умор не можев да уживам, затоа што енергијата на првиот и на 23-тиот бенд не ми е иста. Сепак сум направен од коски и кожа, а не сум робот, и можам моето внимание само да го дадам во зависност на кој кога како свири и кога има можност да ги погледнам, така што се повлеков. После тоа имаше диџеј уште еден во ВЦ-ата и последниот ден кој на поминување само го слушнав од сетот кој што го представуваше, така што и исто така имаше настапи во Джемното кино и Кичен диско. Имаше настапи кои беа настани пред се, кои што беа со покана на Пин, кои се однесуваат на собери на здруженијата. Имаше тајни свирки во горното фоаје кои имав можност да ги наслушам. Секако дека тука е пијаниот панел после 1 часот по полноќ. Имаше нетворкинг сесии, менторски сесии помеѓу артистите и луѓето од индустријата. Дури имаше Pandemonium Radio Show, односно водена од Ирис Креч и Tactivity, од 2,5 сати, кој што беше снимена за потребите на манифестацијата. Сума сумарум, уште едно успешно издание на Пин, каде бендовите почнуваа на време и можеше да се дојде на се што некого го интересира. Поклопување се разбира дека ќе има, ама што повеќе артисти, толку повеќе има поклопување и ќе постојат како такви, но ми се допадна синхронизираноста на Dancing салата со ресторанот, затоа што останатите бини се баш за специфични љубители на музиката кои би оделе само на тие изведувачи, додека пак агресивните се едни на други. Гужвите стануваат неподносливи секогаш околу 11 и 12 часот, така што тоа е нус продуктот на фестивалот, кога се
си успешен, тоа е последицата на која што мора да се помириме, ама тие се капацитетите, а кога ќе се земе предвид дека надвор имаше уште толку луѓе на дожливо време, тоаш добиваме представа колку младите сакаат да одат на свирка. Ако има добра понуда за нив, се разбира, и убаво би било да му се сгреши некој поголем светски бенд да заврши на пин, и ако не е тоа нели намената на овој шоукейс, простор треба да се оддаде за помалите бендови кои треба да се пробијат, но не е на одмет да биде откриен некој млад бенд кој ќе стане музички гигант, на пример во иднината. Од трибуните може да се заклучи дека сите говорители поттикнуваат на соработка помеѓу музичарите и здруженијата едни со други, затоа што во сплотеноста пред се гледа спасението на овој разделен свет во кој што денес живееме. За крајот на емисијата ќе слушнеме една композиција од Tramhouse, Последен удар 2 ќе слушнеме од истоимениот бенд. Од Берлин Менсон ја оздвои в срце, Светлост ќе слушнеме со Р плюс Ј, посветена на Милијана Ленак, и секако не смее да ги заборавиме полските лудаци кои ќе пеат за нападот на Пазар, и мислам дека ја издвоив композицијата која е посветена за сонцето и за сончевите зраци, со оглед на тоа што има и композиција и за дождот, која ја изведува исто така во МКЦ ресторанот, и секако Сиото джез со Мет. Јас сум Затко Ѓелески и го затворам 595-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Дојреното издание на Дансе Макабре, не бидете роб на медиокритети, одете на домашните музички концерти.